Напишана и разработена на 117 страници, заедно со акцискиот план Националната стратегија за развој на културата за периодот 2026-2030 година се фокусира на неколку клучни сегменти. Фокусот е ставен на младите, културното наследство, дигитализацијата и филмот. Нацрт текстот денеска беше презентиран. Министерот Зоран Љутков посочи дека ќе се прави оптимизација и професионализација на кадарот, наместо отпуштање ќе има интеграција на кадарот кон националните установи. Овој пат ќе бидат опфатени десетина национални установи, но веќе добиваме информации и од национални установи кои што функционираат повеќе од 30 години од нивното формирање, но и тие самите бараат да бидат фузирани или реорганизирани, што е навистина охрабрувачки за нас како министерство. Поголемиот фокус ќе биде на играната детска програма. Ние мораме постојано да ги поддржуваме децата да читаат, да гледаат македонски филмови, да гледаат македонски серии, да читаат македонска литература, да ги субвенционираме со ваучери кои што ќе можат да купуваат книги, затоа што, верувајте, читањето може да ги направи многу похрабри и ќе ги избегне понатаму во животот од било какви манипулации во општеството. Во делот на заштитата на културното наследство, стратегијата предвидува дигитализација на движното и недвижното културно наследство, ревалоризација на заштитените објекти и локалитети, спречување на нелегална трговија, можност за вклучување на приватниот сектор во ревитализација на одредени објекти. Ке се цели кон тоа наследството да не биде само чувано, туку да стане самоодржливо преку културен туризам. И врз основа на се ова е донесен еден ваков документ кој што се поистоветува и со политиките кои што сакаме и ние како министерство понатаму до 25-та да ги спроведуваме. Оваа стратегија покрај дигитализацијата предвидува и поврзување со туризмот за поттикнување на економскиот развој. Целта е културата да се трансформира во модерен бренд и значаен двигател на државниот имидж. Но клучно прашање е дали оваа стратегија ќе биде соодветно финансиски поддржана и дали ќе постои можност да се спроведат сите активности или сепак ќе најде на ограничени буџетски средства, особено во делот на дигитализација и одржување на инфраструктурата.